Од студиото во Вашингтон, ова е Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Воочи овонеделната турнеја на подпредседателот Џо Бајден на Балканот, американската влада најави дека таа представува еден вид порака дека Вашингтон повторно го насочува вниманието врз регионот. Балканската турнеја на американскиот подпредседател Џо Бајден започнува во вторник со посетата на Босна и Херцеговина, а наредните станици се Србија во среда и Косово во четврток. Според виш представник на американската влада, Бајден во Босна ќе демонстрира поддршката за реформите што треба да се преземат во натамошна изгледба на државата за да се приближи до членство во НАТО и Европската унија. Со посетата на Србија, САД се надеваат на владата и народот на оваа земја да им порачаат дека, како што вели американскиот представник, Вашингтон сака да го притисне копчето одново, дека сака позитивна иднина за Србија во евроатлантската заедница и како лидер во регионот. Не очекуваме Белград да ја признае независноста на Косово, но се надеваме и очекуваме да не направи нешто што би го подкопало Косово, вели ова лице. Во Приштина пак Бајден ќе ја подлече американската заложба за обединето, независно и мултиетничко Косово. Според вишиот американски владин представник, самата посета е порака дека, иако на почетокот, откако стапи на власт, оваа американска влада не беше особено фокусирана на Балканот, таа сега одново го врти вниманието на регионот и на различни земји во него, како и дека сака да надогради на вниманието што САД и европските земји го посветуваа на Балканот во 1990-тите, за да стават крај на етничкото чистење, насилството и поделбите што тогаш го потресува. Главната поента е Балканот, како делот што досега недостасуваше, да стане дел од една целосна, слободна и обединета Европа, коментираше владиното лице. На прашање дали американскиот подпредседател за време на посетата би можел да најави дека САД ќе назначат специјален представник за Балканот, како што шпекулираа медиумите од регионот, вишиот американски представник кажа дека тоа е нешто што се разгледува, но за сега не е донесена одлука. Вирусот H1N1 на свинскиот грип е главна точка на дневниот ред на годишното собрание на Светската здравствена организација, што започна во понеделникот во Женева. Здравствените лица ќе дискутираат за создавање на вакцина што би го спречило ширењето на вирусот. Според СЗО, досега се потврдени 8480 случаи во вкупно 39 земји. Во САД, властите во Њујорк соопштија дека во неделата починал помошник директор на училиште кој бил хоспитализиран поради свински грип од средата. Ова е 6-та жртва на грипот во САД. Американскиот председател Барак Обама ја започнува оваа работна недела со средбата со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во Белата куќа. Според главен соработник на Нетањаху, тој планира да се насочи на тоа како Иран да се спречи да дојде до нуклеарно оружје. Нетањаху и Обама ќе разговараат и за шансата за мир меѓу Израел и неговите арапски соседи. Председателот Обама на дипломците од водечкиот Римо-католички универзитет во државата им кажа дека двете страни на дебатата за и против абортусот треба да прекинат да се демонизираат меѓу себе. Обама, кој го поддржува правото на абортус, во неделата говореше на дипломската церемонија на Универзитетот Нотр-Дам, училиште под раководство на Римо-католичката црква, која е против абортусот. Неколку стотици противници на абортусот протестираа пред церемонијата, а полицијата уапси 20. Мала група демонстранти го прекина говорот на Обама, но тој доби аплаузи и овации од 12.000 присутни. Американските астронаути од шатлот Атлантис на петто и последно излегување во Вселената во рамки на мисијата за поправка на Вселенскиот телескоп Хабл. Џон Грансфелд и Ендрю Фастел имаат задача во рок од 6 часа да заменат батерии, сензори и изолација на телескопот. Американската Вселенска агенција НАСА се надева дека поправките ќе го продолжат векот на телескопот, што ќе овозможи подлого поглед во Вселената за барем уште 5 години. Лос Анџелес Лейкерс и Орландо Меджик победија во пресудните 7 мечеви од плейоф над преварите во Американската кошаркарска лига NBA и се пласираа за понатаму.
Лейкерс убедливо ги совладаа Хјустон Рокетс со 89-70 и сега во финалето на западната конференција ќе се соочат со Денвер Нагетс. Орландо пак беа подобри од досегашниот шампион Бостон Селтикс 101-82 и во финалето на источната конференција ќе се борат против Кливленд Кавалирс. Во продолжение на Newsflash, пред 2 години Институтот за технологија на Масачусетс објави нов програмски јазик што најде свој пат до училниците и домовите низ цел свет. Познат како Scratch, тој стана средство на кој децата, но и возрастните учат и се забавуваат во ова компјутерско доба. Ученици во Арлингтон во сојузната држава Вирџинија прават анимирани истории користејќи го Scratch. Поголемиот дел од нив, како Лидија Мелгар од Ел Салвадор, го учат англискиот како втори јазик. Наставникот по компјутерска наука, Джеф Елкнер, им го представи овој компјутерски јазик на децата во март. At first, I wanted to introduce Scratch to teach programming. Мојата првична идеја беше да го користиме Scratch за учење на програмирање, но потоа откривме дека со него одлично се учи јазик. Scratch е создаден овде, во медиумската лабораторија на Институтот за технологија на Масачусетс. Карен Бренан е лидер на проектот. Нашата агенда не е да создаваме армија на програмери, туку да ја развиваме способноста за самоизразување. Сметаме дека секој треба да може да креира свој медиумски материјал, вели таа. Scratch е едноставен за употреба, заснован е на принципот на градежни коцки кои се спојуваат со различни команди. Има повеќе од 100 такви парчиња, како и библиотека на визуелни елементи за програмата да се започне. Секој може да ја симне програмата од веб страницата што е лансирана во мај 2007 и тоа бесплатно. Карен Бренан покажува примери на употреба на Scratch, од игра создадена од 9-годишно дете во Германија до виртуелни музеи, учење за уметност и географија, до меѓународни колаборации. За 2 години, колку што Scratch е во употреба, нивната веб страница привлекла 1 милион регистрирани корисници, кои приложиле 400.000 проекти. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.